işyerler yatağı sayılan küçük iktisadi, Makedonya dolayısıyla Yugoslavya Sosyalist Cumhuriyeti iktisadısında bugün yeni bir iktisat kolu değildir. Uzun geleneğe sahip olan iktisadımızın bu kolu, Devrim ve Halk Kurtuluş Savaşı yıllarından hemen sonraları gelişerek 1960'lara dek birçok vatandaşlarımız için elverişli, ilginç ve iyi gelir sağlayan bir iktisat koluydu. Fakat ne yazık ki hızlı gelişen sanayileşme, fazla kazanç savaşımı, işsizlik ve tüm diğer nedenler zanaatçılığı güçlendireceğine bu defa özdeş iktisat kolunun kimi alanlarındaki zanaatları körükleyerek bütünsel olarak kaybolmasına neden olabildi. Evet, tüm zanaat kolları henüz kaybolmuş değillerdi. Bu durumun üstesinden gelen zanaatlar da oldu. Fakat onların da sayısında oldukça büyük bir düşüşler belirdi. Bu düşüşler 1970'lere kadar sürmüşse de toplumca alınan tedbirler zanaatçılığı yeniden canlandırıp gelişmesini sağlayabildi. Hele 1977 yılları küçük iktisadi alanında yapılan Cumhuriyet Toplumsal Anlaşması'yla küçük iktisadi sağlam temeller üzere oturtulup ilk neticelerini de vermeye başarabildi. Edinmiş olduğumuz bilgilere göre yılın başlangıç aylarında Cumhuriyetimizin toplumsal sektöründeki 418 küçük iktisadi örgütlerinde yaklaşık 37.300 işçi çalışmaktaydı. Eğer buna özel yani privat sektörde çalışan 23.200 işçiyi de eklemiş olursak o zaman küçük iktisadiden geçimlerini temin edenlerin sayısı 60.400'ü aşmaktadır. Demek oluyor ki tüm işçi sayısına bakışta küçük iktisadide çalışan işçiler Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti iktisadisine %47,3 ve Yugoslavya iktisadisine de %14,6 oranla katılmaktadırlar. Од пред една година во Ново село се формира занаатчийска услужна задруга Стил, поточно од 1. јули 1982 година. Таа задруга со нејното формирање имаше за цел да ги задоволи потребите на граѓаните од Ново село и подрачјето на Ново село. Бидејќи Ново село како централно место на 24 села од секогаш представувало еден занаатчийски центар. И нашата задруга е замислена да работи со 4 занаати. За да се формира задругата, уште еден момент важен е што многу наши занаатчии кои беа на работа во странство, по враќањето сега не можеа сами да отпочнат со приватни работилници, а уедно исто така значи денешната занаатчийска услуга бара работа со нови материјали, така да занаатчиите здружени тие можеа да уведат и нова технологија. И услугата секако како здружени занаатчии е на поголема висина отколку како индивидуални занаатчии. Од искуството наше за оваа една година можеме да речеме дека навистина тоа што сме го замислене и се остворува. Ние покрај тоа што вршим услуга на индивидуалните граѓани, во некои моменти ја пратиме и на градежната оператива од нашето подрачје, не само од Струмица, и од пошироко. Ние почнавме прво со столарскиот занаат. Тука луѓето занаатчии ги вложија сите машини што има и рачниот алат. Моментално работиме во 3 работилници приватни. И тоа секој ни представува потешкотии. Имаме преди 6 месеца поднесено барање со елаборат за работилница до Стопанска банка за средства, од каде што бараме 4 милиони динари. Ако ги добиеме тие пари, ние во доследно време ќе вработиме не 20, колку што сме сега, уште дупло толку. Мислиме бројот да оде на 60 луѓе. А како што имаме регистрирано во нашиот занаат и други
во нашата задруга и други занаети, ние ќе вработиме и од другите занаети, па тој број ќе планираме да го покачиме на 80 вработени во нашата задруга. Нашите вработени, немајќи други услови за вработување, се согласија да ги дадат своите средства и дадоа дел од парични средства со кои почнавме да работиме. Јас сум Ато Чавковски од Ново село. Вработен сум во Стил од 15 ноември 1983 година. Јас за вработување во оваа задруга дадов собствено учество од 3 милиони стари динари. Во задругата работам и просечен личен доход ми изнесува 1.057.000 стари динари. Работам на работно место книговодител. Јас зложив, како што реков, 3 милиони стари динари, тие ми се враќаат во рок од 3 години со 8% камата. И би им препорачувал на младите од Ново село да, доколку се заинтересирани, да дојдат, да се вработат собствено учество, дека тоа не е никакво губење на парични средства и на време, и дека можат да постигнат многу повеќе во нивниот живот и да направат што повеќе да стимулираат. Формирањето на занаечиската услужна задруга Стил од Ново село од пред една година е за поздравување не само за нашиот регион, туку и за повеќе такви населени места во Републиката. Оваа задруга, уште со формирањето, си најде свое вистинско место во секојдневниот живот на работните луѓе и граѓаните од нашата општина. Имено, тие не само што го освоја пазарот на ово подрачје, туку тие за време од една година се појавија и на пазарите, мислам, и надвор од нашата општина, односно во општините Ѓевѓелија, Дојран и така натаму. Ако продолжат вака со нивниот ентузијазам за работа, мислам дека и да им се дозволат сите услови, посебно просторниот услов, оваа занаечиска услужна задруга во најскоро време може да стане една голема занаечиска задруга која што ќе ги задоволува сите потреби на подрачјето на општина Струмица, бидејќи таа покрај столарскиот занајат се занимава, мислам, има регистрирани дејности од зидарството, молеро-фарбарските услуги и други самодејности. Инаку во Ново село од поодамна, односно откако Ново село било општински центар, постоеле голем број занаечиски и услужни занети. Но со развитокот на современата технологија, односно со припојувањето на општина Ново село кон Струмица, овие занаети почнуваат да одумираат. Така да денеска оние занаати што ги имаме, тие се веќе работат, како да речеме така, на диво, индивидуално, од страна на поедини групи, како што се ѕидари, столари, потоа молери, бербери и така натаму. Мислам дека во Ново село се застапени сите занаети, но некои повеќе, а некои помалку. Мислам дека има занаети кои што се дефицитарни и треба да се отвараат во Ново село како би можело да се врши услуга на граѓаните и работните луѓе, да не би патувале во Струмица и мислам на ниво на местна заедница и останати општествено-политички структури. Често пати го расправаме тоа на наши состаноци, но тука би требало и пошироката општествена заедница, односно општинските организации, како би можело да, мислам, да се изјаснат и да вршат малку еден вид на ослободување некои давачки на овие занаети, да тие се отвараат не само во Ново село, туку и во останатите населени места во општината. Ова работна организација е уникатна. Јас сум инаку иноватор. Моите иновации не можев во Југославија да ги пробијам на никој начин, покушав, се борев повеќе години, па дојдов до идеја да организираме една ваква работна организација која ќе произведува исклучиво нови производи, патенти. За да би стекнале дошле ние до материјална основа, почнуваме ние со производи, познати производи, али со уградено ново натре.
Тоа е нашиот производ помнеш на акумулатори тип R942 и 43, во кој е уградено ново. Новото е она што е многу битно за исправлячот, за помош на акумулатори, да не се грее, што најголема мана кај тие е греење, прегорување. До сега ние сме дале во реализација по трговија низ цела Југославија, 2000 апарати и појќе, од кој ниеден не е вратен као таков. Дури и даваме таква гаранција да во колку апаратот дојде до било каков квар, да биде вратен од таму од кај што е купен. Што значи, секако зборува за квалитетот на производот наш. До сега нашиот производ е баран, немаме проблем. Само проблемот е околу тоа што ние ето така борба водиме голема за репроматеријали, која и секој производител тоа го чини. А за понатаму, кога ние ќе створиме материјална основа на која одиме, таков е и планот, можам да речем, на сите нас вработени овде, да ние произведуваме нови производи. Ние нас е вработени 23, сите се релативно средно техничари од ова струка. Сите сме ние тука со свое учество, кои со 5, 6, 20, 30 милиони учествуваме, така со тие средства ние сме отпочнале со работа. До сега сме во позитивни резултати, а перспективно сметаме и планираме да ние изградиме една мини модерна фабрика. До ова работно место јас дојдов како и сите тука што сме дојдени. Ова, како и пред тоа што кажа директорот Стево Димовски, нова работна организација. Ова е договорна организација и тука ние дојдовме со вложување на лични средства. Како што кажа директорот, 5, 10, 15, 20 милиони, кој како можеше и така вложи средства, така се запосли. Од работното место сум задоволна и очекувам повеќе од работата. Мислам, до сега сме задоволни, доста сме постигнале во ова кратко време, а и се надевам и понатаму да постигнуваме поголеми успеси. Evet, sözleşme yoluyla kurulmuş olan Elektrobitola bu yönde Cumhuriyetimizde biricik örgüt değildir. Geçen dönemde küçük iktisadın geliştirilmesi için yapılan girişimler oldukça verimli ve başarılıydı. Edinilen bilgilere göre Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti'nde var olan bankalar 1980 yılına dek yaklaşık 600 kredi işlem sistemi gözden geçirip küçük iktisadın geliştirilmesi için 2 milyar 600 milyon dinar tutarında para yardımı sunmuştur. Küçük iktisat örgütleri ve zanaatçılar tarafından kullanılan bu para modernleşme, genişleme ve yeni iş yerlerinin açılması için sarf edilmiştir. Yayınımızın devamında yer alan Belkamen Çalışma Örgütü bu öz katkı ve kredi esasları üzere kurulan başarılı örgütlerden biridir. Seyredelim. Работната организација Бел Камен е формирана 29.5.1979 година по иницијатива на 5 вработени, односно повратници од странство, кои вложиле некаде околу 100 милиони стари динари. На 31.12.79 година вработува 47 работници и остварува 559 милиона 198 700 динара, што значи за 5 месеци. На 31.12.80 година вработува 53 работници и остварува вкупен приход од милиарда 116 милиони 341 динар. Додека на 31.12.81 година вработува 81 работник и остварува милиарда 577 и 970 динари. На 28.2.1982 година договорната организација Бел Камен со упишување во судскиот регистар со одлука на собранието и на вработените во работната организација поминува во
во работна организација, од договорна организација во работна организација. За да на крајот од 82 година оствари вкупен приход од 2 милиарди 435 174 и 145 денари. Вработувањето на работниците, работната организација го правеше и го прави со вложување на средства, посебно на повратниците од странство, а и оние кои не се повратници, кои сакаат да вложат одредена сума во работната организација. Средствата се вложуваат за рок од 5 години, се враќаат со банчана камата која во секој време исплатува банката. Бројот на вработници кои се вработија во нашата работна организација ги има некаде повеќе од 30, а има и работници кои не се вложиле средства, меѓутоа се вработени преку самоуправната интересна заедница за вработување, како и по акцијата за вработување на приправници која водеше извршениот совет на собранието на општина Мирица. Од производи што ги произведе нашата работна организација, повеќето е пластична столарија, ролетни, шперовани армоники врати, како и пластични армоники врати и секакви услуги на граѓаните и на организации кои бараат интервенција од столарски и занаетчиски работи. Плановите на работната организација се во тоа што рачунаме да здружиме средства со поразвиените републики како што е Словенија, а со тоа да изградиме нови погони, поголем асортиман на производи и како и поголем број на вработување на нови работници. Јас се викам Петров Захариев Методи. До вработување ја бех привидејќи на работа во САСА. Во тој Боро почнаа работата и траеше учество. Без учество не можеше никаде да запосли. И со пари стари 5 милиона. Ние дадовме пари, вложивме, тие бееме четворица. Боро, Испирко и Кире. И почнаваме да работиме и постепено дојдоваме до поголема организација. Дојдоваме сега веќе до организацијата кои бројме 80 души. Нешто тука добра е работата, добро си работиме, иде добро. Јас сум Диванис Теменов, повратник од Западна Германија. Таму работев околу 4,5 години. Па нешто запечалих таму како динар и кога се вратив тука, првите 2 години поминав во гранична работа. А потоа ми беше далеко таму, бев на терен. Па ми досади тај терен и разбрав тука кај бившиот директор Иванов Боро и отидов кај него таму, па ми побара да вложам средства. Дадов 3 милиона и отпочнав со работа. Граѓаните се заинтересирани за вработување, бидејќи ова работа тука не е тешка работа, а и личниот доход прилично добар. İşsizlik sorununun çözümü ve bununla ilgili yeni iş yerlerinin açılması için Bitula, Vinica, Strumica ve Cumhuriyetimizin diğer kentlerinde de özel çabalar sunulmaktadır. Bu yöndeki çalışmalarda bir çalışma kolu olarak küçük iktisadın geliştirilmesi ve büyük sayıda yeni iş yerinin açılması için geniş olanaklar yaratılmıştır. Bu çabalara iş yeri arayanların da pek önemli katkısı olmuştur. Yurdumuza dıştan dönen kenttaşlarımız öz katkılarıyla Sapari köyünde 150, Bukova köyünde 50 ve Cumhuriyetimizin diğer kesimlerinde bulunan köylerde de daha binlerce kişiye iş sağlayan trikotaj, elektro takımları ile başka fabrika ve zanaatçılık dükkanları kurulmuştur. Böyle katkı sonucunda ticarette, lokantacılıkta, marangozculukta ve çeşitli servislerde büyük sayıda işçiye çalışma olanakları sunulmuştur.
Се викам Лазаров Добрен од Виница. Бех вработен во странство едно 4 години. Оттаму се вратив и дојдов тука, бошем нешто да се оствори за тоа, слушаме мало стопанство, да видиме како е, што е. Дојдов од таму, направив најпрво кафанче, приватно, отворивме, почнаме да работиме до 2 години. Некако бееме многу на страна и за тоа некако имаше многу во Виница кафани, за тоа одлучиме да го затворим. Сега се преориентираме на занатчето, што ги имаме занат како електровариоц и почнавме да работиме. Сами те видите што работиме, добро ни е, рачунаме, али поради највише тешкотиите што ги снесуваме со репроматеријалите. Ние кога почнаваме да го работиме овај занат, јас бех у почетокот само со тројца вработени овде. Сега имаме вработени околу 4-5 лица вработени. Јас и денеска рачунаме дека можеме да вработиме уште едно 7-8 лица. Сме у склон да може да се унапреди, само ако од собранието има некоја поддршка да може да не поддржат. Се викам Ѓорѓиев Санде. Бев понапред, мислам, исто кај приватен работодател. Кон него работев скоро 5 години, па не ми се свиѓаше работата, дојдов овде кај мајсторот Добра. Со еве веќе 4 месеци работам овде. Мислам дека ми е многу подобро. Задоволен сум со плата. Задоволен сум и со него што сум со добри услови, мислам. И мислам дека подобро још ќе биде. Младите се интересираат за занаетчиството, али нема овде кај нас кои веќе не се отвараат вакви занаетчиски работи. Мислам се завртува на угостителски занајати. Се викам Василев Милевој од Ново село, како старо угостител од Ново село. Имам многу место отварани приватни угостителски обекти. Од порано бех тука од 67 до 69. После бех во Германија 12 месеци. Оттаму се вратих, па отворих исто пак приватна кафанче, малко да се преживее. После тоа отидех долу, во село Самило, пак отворих таму. Оттаму се вратих сега, па исто това обект ще го отворих, кога ме кошта многу. Мене ме кошта некаде околу 40 милион динара. Давачките се тешки. Треба да се направят тия давачки да се смалят, да можеме ние некои деца да земеме, да ги вработиме во нашите приватни обекти, тия деца да најдат едно парче леп, и они да работат заедно с нас, така да може да биде тие малко растеретани од било од завод за послување, да може и они да најдат некаде некој парче леп во приватниот сектор. Работницата отворена пред година и пол. Како автомеханичар е пријавена. Работам со 4 ученици. Уште ги вршам механичарска дејност за и тоа исклучиво на заставени возила. Со материјалите имаме доста проблеми во однос на снабдувањето. Нема материјали за нашите возила. Се снаоѓаме, бараме по градиштата. Мислам да земам уште неколку ученици, уште
двајца, тројца сигурно. Има потреба, има ученици што не продолжиле со редовна настава и така да мора ние да ги прифатиме како ученици. И јас сум доста задоволен од нив. Добро работат, се трудат. Се викам Георгиев Костадин, повратник од странство. Пред една година се вратив од странство, кој го поминав 10 години во соседна Австрија, во главниот град Виена. Јас по школувањето овде завршив, бидејќи немаше работа, бев принуден да побарам некој излаз и така со другари кои работеат во странство се констатирав и тие ми помогнаа некако, одидов во Виена и се запосли во фирмата Philips. Така, после тие 10 години, приведејќи децата нарастеа, мораше да изберам патот, да се вратам поново дома, која ми беше желба. Дојдов во Радовиш и во собранието, во стопански одсек, прашував какви се условите за еден повратник за отварање на вако нека приватна работилница. Бидејќи на Радовиш му е потребно таков човек, немаше никој да поправа телевизори во луѓето ги носат дури во Скопје, поготово овие странските телевизори кои се телефункен, никој не ги поправаше и се констатирав, ми дадо добри услови и рекол дека ќе сум ослободен од даноци на приход првата година 100%, втората 60%, третата 40%. И така отворив овде сервис, ја веќе неполна година, сум задоволен. Cumhuriyetimizin bu yöndeki gelişmesine katkıda bulunan küçük iktisadi çalışma örgütleri ve bireysel zanaatçılar, geçen dönemde birçok belediyelerimizde yerli halkın her günkü zanaatçılık ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte, üretimin artırılması, gelirin çoğaltılması, toplumsal standarın iyileştirilmesi ve işsizlik sorununun çözümlenmesi hususunda da katkı ve yardımlarda bulunmuştur. Geçiksemeyle yapılan yatırım planlaştırmaları, inşa işlerinin uzatılması, yüksek vergiler ve küçük iktisadi takip eden tüm diğer sorun ve güçlükler bunun daha da başarılı olmasını engellemişlerdir. Eğer aşağıda anmış olduğumuz tüm bu etmenler zamanında hallolunmuş olsaydı, o zaman hiç kuşkusuz ki küçük iktisadde oldukça büyük başarılar da elde edilebilirdi. Her nasılsa kaybolan ve geçen günler geriye dönemez. Fakat bu yönde tüm şanslar henüz yitirilmiş değildir. Önceki yıllarda gerçekleştirilmeyen ödevlerin ileride gerçekleştirilmesiyle biz küçük iktisadiyi gereken seviyeye ulaştırarak uzun vadeli ekonomik dengeleşmeye de katkımızı sunabilmiş olacağız. Bununla işsizliği halledip dışta bulunan işçilerimizin yurda dönmesini hızlatıp hatta ekonomik gelişmemizi körükleyen tüm diğer sorunların çözüm yollarını da bulabilmiş olacağız.